Добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Прелеваат двете брани. Основци во посета на СВР Куманово. Се одржа марш за родова еднаквост. Во рамките на проектот Дете полицаец за еден ден, 20 ученици од основното училиште Толи Зордомис денеска беа во посета на СВР Куманово. Учениците во чест на Меѓународниот ден на жената на полициските службенички им подарија цртежи. Ученици од основното училиште Толи Зордомис денеска беа во посета на секторот за внатрешни работи Куманово, каде што имаа можност да се запознаат со работните обврски на полициските службеници, но и да патролираат заедно со сообраќајната полиција. Денешниот ден, 8 март, учениците го искористија да им го честитаат празникот на полицајките со пригодни подароци изработени од нивните вешти раце. Проверките од прво, второ и пето одделение заедно со нивните воспитувачки. Значи тие се нашите гости денеска. Иначе повод моментално денеска е 8 март, прослава на денот на жените и тие имаат еден пригоден подарок спремено за нашите полицајки. Денеска тие го врачија тоа и еве они се гости денеска во нашите простори. Од наша страна сите дечиња се запознаени со нашите простори, со работа на нашите колеги полицајци, што работиме, како работиме и за чудо децата имаат доста добро познавање од областа и како што е безбедноста во сообраќајот, но и од областа на јавниот ред и мир. Денеска по повод празникот на жената 8 март дојдовме со учениците од Толи Зордомис да им го честитаме на сите жени полицајки во СВР Куманово. Изготвивме честитки и пригодни подароци, цртежи на тема жена полицајка. А имаат познавање што од телевизија, што вака, нели од родителите, така да имавме денеска можност да посетиме неколку простори во СВР, да се запознаат со основни податоци кои што се вака битни за нивната возраст, значи бројот телефонски кој треба да го повикаат доколку имаат некој проблем и вака сите други простори кои што им се корисни. Активноста посета на полициската станица во Куманово е во организација на Одсекот за превенција при СВР Куманово, а во соработка со основните училишта во градот во рамките на проектот Дете полицаец за еден ден. По повод 8 март, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово денеска посети самоохрана мајка со 4 деца. Кумановката Призренка Мичиќ е само една од македонските жени борци. Македонија е држава на силни жени, жени кои го креваат својот глас, кои зборуваат за своите проблеми и за сите важни работи во општеството. Кумановката Призренка Мичиќ, самоохрана мајка на 4 деца, е само една од нив, вели Игор Божиновски, член на извршен комитет на ВМРО ДПМН, кој денеска заедно со членовите на Унијата на млади сили од Куманово го посети ова многодетно семејство по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Во организацијата на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово имам чест денеска да се приклучам во едно скромно обележување на денешниот ден, празникот на жената, 8 март. Денеска имавме чест да бидеме гости кај господјата Призренка, инаку самоохрана мајка на многодетно семејство на 4 деца и ни беше особена чест да ја посетиме и да ја окажеме мало внимание на неја како мајка, како жена. Македонската жена е составен дел од сите процеси во нашето општество. Таа е важна карика во шивачката индустрија, во кожарската индустрија, но и во главните менаџерски роли во компаниите, во културата и во останатите општествени дејности и на крајот и во политиката. Низ целата македонска историја, македонската жена била и ќе биде еден од најважните фактори. Македонската жена е борец кој се бори против сите предрасуди во општеството, против сите бариери. Тежината на македонската жена е уште поголема затоа што се работи за еден сложен простор како што е Балканот, каде што предрасудите се многу поголеми, меѓутоа не е ни уништиви за оваа наша македонска жена. Македонската жена е бестрашна мајка пред се, борец за своите деца, столбот на своето семејство, жртва за своите поколенија. Семејството Мичиќ е корисник на постојана парична помош, а столбот на куќата Призренка е невработена. Фала ви пуно што ме посетивте, што ми укажавте прилика, што сам дел од овој тим. Фала ви за све, што да кажам повеќе. Ја тука живеем веќе 2 години.
Значи тука ми е дадено од простор, куќа. Живеам од постојана парична помоќ. Тоа е. Нигде не работам. Болна од епилепсија. Еве сега треба да одам на операција. С Господ напред. Не стигат него толку. Како кажуваат стари луѓе, колку е черга, толку ќе се испожиш. Само да су ми деца живи и здрави, само тоа, ништо више. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово традиционално во чест на поголемите празници организира посети на семејства во социјален ризик. По повод Меѓународниот ден на жената 8 март, честитка од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово. Во неа се вели: почитувани сограѓанки, среќен 8 март Меѓународен ден на жената, кој врз основа на одлуката на втората меѓународна конференција на жените социјалистки, одржана во Копенхаген, Данска, во август 1910 година, 8 март се слави секоја година како Меѓународен ден на жената. Но оваа конференција по иницијатива на Карла Цеткин беше решено 8 март да се одбележува во спомен на демонстрациите на жените во Соединетите Американски држави во 1903 година, кои се одржаа под паролата «Борба за општо право на глас». Овој празник настанал како резултат на борбата за економска, политичка и социјална рамноправност на мажите и жените. Жените денес не се само столб на семејството, туку еднакво не одрекувајќи се од улогата на сопруга и мајка, стануваат столб на целокупното општество со големи заслуги. Жената полека завзема важно место во сите сфери на животот, од институции, политички организации до бизнис заедниците. Вие сте незаменливиот дел од мозаикот на човековите вредности и двигатели на општеството. Одбележан 8 март во Куманово во организација на Сдруженијата Јустиција и Фибула со поддршка на Македонската платформа против сиромаштија. Македонската платформа против сиромаштија и нивните членки Сдруженијата Јустиција и Фибула денеска на градскиот плоштад во Куманово го организираат четвртиот поред марш по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената. Од Сдруженијата посочија дека преку овогодинешниот марш јавно се потенцира сиромаштијата во контекст на родовиот аспект. Оливера Доцевска од Сдруженијето Јустиција изјави дека годинава маршот го спроведуваат со поддршка на Македонската платформа против сиромаштија и дека вакви символични маршеви се организираат на ниво на државата со цел да се укаже дека не треба само декларативно да се потенцира родовата рамноправност, туку се потребни акции за суштинско потенцирање на еднаквоста. Денешната и годинешнава порака на маршот е дека сиромаштијата е сексистичка, односно во насока на хонорарите и платената работа. Жената е секогаш помалку платена. Жената секогаш на некој начин е повеќе невработена, жената секогаш дури и во спортот е дискриминирана и добива помалку награда и воскит од страна на општеството и на секој еден поединец во оваа Македонија наша. Се надевам дека овој 8 мартовски марш што го правиме традиционално секоја година ќе биде помасовен до година. Така да уште еднаш среќен 8 март на сите жени и се најдобро. Македонската платформа против сиромаштија укажува дека на Меѓународниот ден на жената 8 март е потребно да се преговори за социоекономските фактори кои ја поддржуваат родовата неравноправност. Во организација на форумот на жени од СДСМ од Куманово, вчера вечер во окружната сала на поранишниот комитет се одржа трибина на тема ратификација на Истанбулската конвенција и заштита од сите видови на насилство врз жените и девојчињата. Денеска на Меѓународниот ден на жената беше положено свежо цвеќе пред споменикот на жената борец во центарот на Куманово. Со донесувањето на законот, значи се ратификува ова меѓународен документ и тоа значи дека со нејзината ратификација истиот документ има правна сила во државата, значи е дел од правниот поредок во Република Македонија. Она што е значајно е дека со самото ратификување конвенцијата има директна примена. Значи не мора да чекаме да се согласи законската рамка, туку можеме директно во случај на потреба директно да се пременуваат одредбите од оваа конвенција. Целта на оваа конвенција е да се заштита на жените од сите форми на насилство, спречување, гонење и елиминирање на насилството врз жените, вклучувајќи го и домашното насилство. Елиминирање на сите форми на дискриминација на жените и промовирање на суштинска еднаквост помеѓу мажите и жените,
што е многу значајно. Значи, не само формална еднаквост, која што постои од Уставот па надолу во сите закони постојат одредби за еднаквост на мажите и жените, туку да се воспостави суштинска еднаквост, значи материјална еднаквост, еднаквост во пракса, во реалноста, да почувствуваме, да осетиме дека навистина мажите и жените имаат еднакви можности во сите сфери на општественото живење. Понатаму, целите на оваа конвенција се создавање на една сеофатна рамка, политики и мерки за заштита, подршка и помош на жртвите на насилството. Значи, на сите оние кои што се жртви на родово базирано насилство, да може државата преку законодавството, преку мерките кои што ги креира и ги имплементира, да ја почувствуваат заштитата и поддршката. И секако, целта, една од целите е интегриран пристап на сите клучни институции, значи на сите релевантни актери во елиминацијата на насилството. Кај нас, кој зборуваме за насилство врз жените, се поистоветуваме со семејното насилство. Речи си и да не зборуваме за друг вид на насилство, кое што е вклучено во оваа конвенција и кој ќе се спомне насилство врз жените, веднаш асоциација ни е семејното насилство. Тоа е само една форма на родово базирано насилство, која што е исто така вклучено во оваа конвенција. Значајна или една придобивка од Истанбулската конвенција е што го дефинира родово базираното насилство како насилство врз жените само затоа што се жени. Значи, кога зборуваме за родово базирано насилство, зборуваме за насилство врз жените кој произлегува од родот, односно само затоа што тие се жени. Затоа што го дефинира насилството врз жените како кршење на човековите права. Сдруженијето на пензионери Куманово по повод Меѓународниот ден на жената 8 март вчера вечер организираше поетско-музичка вечер во свечената сала на Занаетчискиот дом. Повеќе за оваа активност од изјавата на Славица Ламбаша од Сдруженијето на пензионери. Како и другите години, секој пат имаме за нашите поети, поетеси и поети една одберена тема и покрај делот од музичкиот дел кој го покриваат членовите на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски, направивме една колажна програма. Темата беше многу предизвикувачка, а гласи како до 100 години. Мислам дека многу добар одзив беше кај нашите поетеси и поети, така да ни се јавија со лични творби и едно големо задоволство што комисијата, жири комисија која има, иако е ова ревијален карактер на ова наша манифестација, сепак жири комисијата сите творби 10 ги зема во обзир и беа многу задоволни. После ова манифестација на нас ни следи уште една овој месец. Ние имаме во пресвет на 1 април шегобина разгледница манифестација, така да уште еден предизвик за нашите поети и поетеси да творат за нова творба, за нова тема оваа година, која ќе се одржи нашата шегобина разгледница, ќе биде на 30 април во истите простории, значи во стариот Занаетчиски дом, поранешно кино Напредок, а творбата ќе биде по кој ќе творат кумановци родени шегаџии. Прелеваат двете брани во Липковско. Надлежните од водостапанството Кумановско-Липковско поле велат дека состојбата е под контрола, а водата се испушта во Липковка. Прелеваат двете акумулации Глажња и Липково, потврдија денеска од водостопанство Кумановско-Липковско поле. Надлежните оттаму смируваат дека состојбата е под контрола. Водата во браната Глажња е 10 см над низиното ниво. Одговорните од претпријатието кое стопанисува со акумулациите од кои со вода се снабдува градот Куманово, велат дека мерки се превземени уште пред 15 дена кога беа најавени врнежи и кога започна да се топи снегот. Отворен е вентилот на браната, така што вишокот вода се испушташе во реката
реката Липковка, но поради врнежите и топењето на снегот, браните се наполнија и прелеваат. Состојбата е под контрола. Очекуваме за ден-два целосно да се нормализира. Ние и претходно со испуштањето на водата одржувавме 1 метар под нивото, изјави директорот на Водостопанство Кумановско-Липковско поле Оливер Илиевски. Вкупниот капацитет на браната Липково е 1.400.000 метри кубни, додека на браната Глажња е 24 милиони кубни метри вода. 2 лица се повредени во сообраќајната несреќа што се случи денеска во 11 часот и 50 минути на магистралниот пат Куманово Крива Паланка на местото Ливади, соопшти МВР. Во несреќата учествувале 2 возила, Seat Toledo со скопски регистарски таблици, управуван од 51 годишен КТ од село Блаце, и Ford Mondeo со кумановски регистарски таблици, управуван од 44 годишниот БА од Куманово. Во незгодата, двајцата возачи се здобиле со тешки телесни повреди и се префрлени во ургентниот центар во Скопје. Увидот на полицијата се уште трае. Сообраќајот на магистралниот пат Куманово Крива Паланка, како што информираше АМСМ, е во прекин од 12 часот и 5 минути. Женскиот ракометен клуб Куманово забележа победа во вчерашниот надпревар, кој на гостински терен во спортската сала Јане Сандански го одигра со екипата на ЖРК Вардар. Сепак екипата на Кумановке станува на втората позиција во табелата, веднаш зад вице-првакот на Европа. Ракометарките на Куманово вчера вечер на гостински терен забележаа пораз во рамките на 17-тото коло од женската ракометна Суперлига со резултат 53-25 во надпреварот против Вардар. Кумановки беа свесни дека Вардар е апсолутен фаворит во мечот, но дадоа се од себе и покрај фактот што настапија без неколку повредени ракометарки кои се столбот на тимот. Во првото полувреме избраничките на тренерот Јосимовски успешно фрлија 13 голови во мрежата на Вардар, но тие фрлија двојно повеќе, односно 26. Голманката на Куманово Ивана Наумовска во 7-та минута заработи црвен картон откако ја фаулираше Сара Ристовска во обид да спречи контранапад. Вториот дел од средбата не донесе значителна промена во резултатот. Ракометарките на Куманово се трудеа да ја намалат негативата од 26-13 на полувреме, меѓутоа вице-шампионот на Европа тоа не го дозволи, па надпреварот заврши со резултат 53-25. Најуспешни со по 4 реализирани погодоци во составот на тренерот Јосимовски беа Мила Трајковиќ, Габриела Костадиновска и Бојана Пецевска, додека во составот на домаќините со 15 погодоци најдобра беше Александра Лакрабер. За ЖРК Куманово ова е 6-ти пораз од досега одиграните 17 надпревари, со што остануваат на втората позиција во табелата, токму зад Вардар, чии ракометарки не бележат пораз од почетокот на сезоната. Следниот надпревар ракометарките на Куманово го играат во петок на домашен терен против составот на Вардар Јуниор. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. 1 од 10 возрастни има некој стадиум на хронична бубрежна болест. Повеќето луѓе немаат симптоми се додека болеста не напредне. Човекот може да изгуби и до 90% од функцијата на бубрезите без да почувствува значајни симптоми. Според некои истражувања, ризикот од развојот на хронична бубрежна болест може да биде поголем кај жените отколку кај мажите. Ова го посочуваат од Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон, кој денеска организира настан по повод одбележување на Светскиот ден на бубрегот под мотото Бубрезите и здравјето на жените. Кампањата по повод Светскиот ден е посветена на подигање на глобалната свест за важноста на здравјето на жените, особено здравјето на бубрезите. Сепак во светски рамки бројот на жени на дијализа е помал од бројот на мажи. Трансплантација на бубрек е исто така нееднакво застапена кај двата пола, главно поради социјални, културни и психолошки аспекти, па жените почесто ги донираат бубрезите, а имаат помалку шанси да ги добијат, велат од Сдруженијето. Според податоците во Република Македонија има околу 1600 пациенти со крајен стадиум на хронична бубрежна болест кои се лекуваат во некои од тераписките модалитети, дијализа или трансплантација на бубрек. Од нив 1350 се пациенти на дијализа, а околу 250 лица имаат трансплантиран бубрек. 3000 адвокати, колку што безмалку има во Македонија, се пред одлука да започнат правна блокада на правосудните институции во земјава, доколку, како што велат владата, го одобри предлог законот за нотаријат со кој им се одземаат низ ингеренции на адвокатите, а им се даваат поголеми права на нотарите. Иако ова е нацрт предлог од Министерството за правда, во текстот на измените кои се однесуваат на законот за нотаријат, се предвидува адвокатите да се исклучат од сите постапки пред нотарот. Тоа е решение кое не беше ефикасно, па се смени со стапување на сега постоечкото законско решение
продолжение од 1 јануари 2017 година. Овој предлог толку многу ја растревожи адвокатската фела што адвокатите денес во 14:30 во МКЦ во Скопје има итен состанок на кој ги дефинираа нивните идни постапки. Со реакција се огласи адвокатската комара на Македонија, откаде вела дека ваквиот предлог е неприфатлив бидејќи представува начин на целосно исфрлање на приватните исправи и составување нотарски акти како единствени начини. Од комората појаснуваат дека ниту еден нивен предлог не бил прифатен од страна на комисијата, а се било во интерес на нотарите. Водостоите на реките се уште се високи, укажуваат отринските податоци. Во горниот тек на Вардар на станиците во Јагуновци и Радоша повторно е забележан водостој што укажува на локални излевања возводно и низводно потекот, а последните информации од 11 часот покажуваат вредности од 212 см во Јагуновце и 211 см во Радоша, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Додаваат дека другите информации од станиците покажуваат стагнација или намалување. Моментално покачување се бележи на водостојот на Брегалница во Штип, кој очекувано е да продолжи во текот на денот и на река Кумановка кај Доброшане. Водостојот на Кумановка ќе продолжи да расте и таму најверојатно има појава на излевање на водостоите од коритото. Варијација на водостоите посочуваат од УХМР ќе продолжи и понатака. Нивоата на подземните води се во континуиран пораст во делови од Македонија. Реките се уште се со високи водостои, а има и локални излевања и појава на заезерени површини, и тоа главно во делови од горните текови на реките Вардар, Треска, Црна река, Липковка, Кумановка и високи водостои на Пчиња, Сатеска, Бабуна и низводно потекот на Вардар, па поради тоа предупредуваат на внимателно движење покрај реките и суводолиците. Според утринските информации од метеоролошките станици на повеќе места низ Македонија имало врнежи со количини од 1 до 8 литри на метар квадратен. Снежната покривка измерена утринава во Крушево била 3 см, 8 во Лазарополе и 32 во Маврово, додека минималните температури биле над нулата. Топењето на снегот ќе продолжува, а со тоа се очекува да продолжи и растот на реките. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно со слаб ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 12 степени, а минималната 2. За утре метеоролозите најавуваат сончево до умерено облачно време. Дневната температура ќе достигне до 14 степени, додека утринската ќе се намали до 2 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.